И точно време линковски да се поврземе со нашата драга колешка Ирина Спировска, која заедно со незината соговорничка ќе не подсетат за тоа колку е раскошна есента, колку е магична, богата и наспроти целата онаа меланхолија која ја носи, знае да предизвика и прекрасни емоции. Забавите на есента ова утро, Иренче, верувам дека имаш одлична содржина со која што ќе не поттикнеш сите и да ја засакаме есента ако малку повеќе ја чувствуваме како тежина. Добро утро. Добро утро, Сузе, убав вовет во она што следува. Мислам дека есента е омилено годишно време на многумина со оглед на тие убави бои и раскошни плодови кои што ни ги нуди, а токму есента како годишно време е инспирација за актуелниот есенски базар што се одржува во Рамстор мол во рамки на одбележувањето на нивниот јубилеј 20 годишнина. Повеќе ракотворци, локални произведувачи нудат разноразни производи за сите влюбеници во есента во рамки на неколку денови на саемот, но за повеќе детали ќе дознаеме во следниве минути низ разговорот со Јелена Спасова, директорка на Занечиската комора на Македонија, од која ќе слушнеме за значењето на базарот, но и за поддршката на локалните занечи. Пред се, добро утро Јелена и честитки за ваквите иницијативи. Добро утро и поздрав на сите гледачи на ова телевизија. Базарот всушност започна вчера, па еве да ни почне разговорот од тука. Колку учесници има оваа година на овој базар и каков беше интересот кај занаечиите за истиот? Вака, базарот започна од вчера. Значи, ние како Занечиска комора на Република Северна Македонија го организираме заедно со Рамстор мол. Оваа година ете нели многу интересно што во исто време се случува и нивниот јубилеј од 20 години на постоење на Рамстор. Така да посетеноста на базарот вчера по отварањето беше многу голема. Имаме околу 15 изложувачи кои што имаат нели различни производи во склоп на самата тема на базарот. Што се изложуваат на своите штандови? Имаме рачни изработки, изработка на дрвени кутии и кутии за зимници, преработувачи на мед и разни производи од пчелин восок. Потоа имаме хендмейд, односно рачна изработка на ташни, исто така рачна изработка на играчки. Имаме многу интересно оваа година, имаме скоро 3 штанда на билна козметика. Секако и нашиот проект ги поддржува истите занечи, така да јас сум презадоволна и занечиите исто така. Базарите како платформа се одлична можност за представување на артисаните, на локалните занаичи и малите производители, бидејќи вие непосредно работите со нив. Од колкаво значење е ваквото нивно присуство на базарите и можноста непосредно да се представат пред граѓаните? И самите знаеме дека живееме во светот на некоја дигитална техника и дека самото дигитално рекламирање нели придонесува до поголема база на некои нови клиенти. Меѓутоа, базарите представуваат една платформа каде што самите занечи можат да ги представат своите производи директно на клиентот. Значи, јас вчера бев присутна каде што клиентите директно ги пробуваа нивните производи, каде што самите оние прошируваат базата нели на клиенти, како би кажале face to face нели, и целата нивна си наоѓаат нели нови клиенти за да можат и понатаму да го прошируваат својот пласман. Секако дека ова е само еден вид на поддршка на занаечиите, а верувам дека освен базарите, Занаечиската комора на Македонија им нуди огромен број на можности и активности како да се приклучат, како да го презентираат она што го работат и како полека да се наметнат на пазарот на сметка на она конфекцијско производство и увозни производи кои што долго време некако се
беа побарани и позначајни, но сега полека се менуваат тие навики и полека сите сакаме да купиме нешто што е домашно, што е рачно произведено или изработено. Занечиска комора е најголем партнер на занечиите. Преку Републичката комора и сите 15 регионални комори, ние им нудиме на занечиите на голема платформа, која што во исто време ги решава сите они нивни потреби кои што ги имаат нели самите занечи. Она што би сакала да нагласам е дека комората врши едукации, доквалификација, преквалификација и разни обуки за сето она што им е потребно, односно што е потребно на пазарот на трудот во секој период. Исто така занечиите можат преку нас, еве скоро се вративме од меѓународниот сајм во Мостар, да прават зближување и мрежа со некои занечи од другите држави. Таму изложивме околу 20 занечи на тој меѓународен сајм, каде што самите си пронајдоа партнери со кои што ќе можат нели да соработуваат во иднина. Исто така Занечиската комора има неколку проекти кои што ги спроведува сега во моментот, кои што се за жените од рурални средини и ранливи категории. Меѓутоа, оваа година исто така имаме и доста млади кои што беа премногу заинтересирани за да ги посетат нашите обуки. Тоа се добри вести, прекрасно е да се слушне нешто таква и следното прашање ќе ми беше во таа насока колку постои интерес за изучување на занаетите, затоа што би рекла дека во ова денешно модерно време постојат се повеќе луѓе кои што сакаат да излезат од кутијата, односно да излезат од работа во канцеларија и да прават нешто што е креативно и во кое што ќе биде вткаено и многу труд и многу љубов. Ние најмногу внимание, да ви кажам наискрено, обрнуваме на тоа да ги задржиме младите и луѓето тука кај нас во државата. Тоа ни е некако идеја водилка на целата занечиска приказна, односно на нашата занечиска комора. Меѓутоа, да, во право сте, веќе стана монотоно, нели, тоа работење во канцеларија и сите сакаат да најдат нешто ново интересно, каде што ќе се пронајдат себе си. Се повеќе и повеќе растат бројот на отворени занечиски дејности во нашиот регистар. Нормално на самото тоа влијаат и субвенциите кои што се ги одвојува нашата држава, така да секоја година имаме раст на самите субвенции, кои што порасна еве од 6 до сега и ова година до 10.000 евра. И она што најмногу што го добив како информација од Агенција за вработување на Македонија, дека околу 70% се младите. Значи дека самите они ова година ќе се опробаат себе си во некоја нова дејност, ќе направат нешто ново и интересно и со самото тоа сме најсреќни затоа што ги задрживме тука кај нас. Актуелниот есенски базар во Рамстормол, кој што започна вчера, ќе трае неколку денови, што значи сите оние што немаа можност вчера да присуствуваат на првиот ден, може да дојдат денес или во тек на следните денови. До кога ќе трае есенскиот базар и од колку до колку часот се отворени штандовите? Есенскиот базар започна вчера и ќе трае до недела, значи до втори. Се отвара во 10 часот и завршува во 20 часот. Со тоа што јас вчера бев на отварање на базарот и помеѓу нашите локални нели потрошувачи кои што дојдоа да ги поддржат занаечиите, интересно беше дека имаше и многу туристи. Имаше групи на туристи кои што ги посетуваа штандовите. Значи дека самиот базар побуди многу голема заинтересираност кај потрошувачите и се надевам дека до недела ќе биде уште подобро. Очигледно дека ваквите базари и случувања се и одличен начин за презентација на нашата култура, нашата автентичност и нашиот идентитет, а со оглед дека овој базар се случува во Рамстормол, во срцето на нашиот главен град, место што е препознатливо, што е лесно достапно за сите, би рекла дека во предстојниве денови не очекува на вистина едно убаво есенско дружење, инспирирано од базар. Знаете и сами дека занаечиството секогаш кажуваме дека е колевка на нашата традиција и култура. Сето она што низ векови се пренесувало од генерација до генерација, денеска е тука. Ние во самото занечи, во нашата комора имаме занечи кои што се по неколку генерации. Значи имаме 4-та генерација на грнчари, 3-та генерација имаме на јорганџија, кој што е тука во старата Скопска чаршија. Меѓутоа, она што сакам исто да додадам дека ваквите базари, мислам дека ќе бидат
нешто што ќе не одржува и понатаму. Нешто што и понатаму кроз самите базари ќе може да ја покаже нашата култура и традиција на сите заинтересирани и нормално на сите оние кои што доаѓаат од странство. Јас мислам дека покрај волку информации ни остана само уште пред крај да ги поканиме сите заинтересирани да дојдат и да го посетат базарот, затоа што навистина има многу интересни нешта што заслужуваат да бидат видени. Ќе ги поканиме сите заинтересирани потрошувачи и нови клиенти да дојдат да го посетат базарот и се надевам дека секој од нив ќе може да најде нешто за себе и за својот дом. Секако, освен поканата за посетителите кои што сакаат да бидат дел од овој есенски саем, да ги видат производите и да ја почувствуваат атмосферата, да не заборавиме да ги поканиме и сите оние кои што може би имаат некоја скриена, се уште латентна желба да станат ракотворец, да станат за нечи мал производител, а не знаат како да го направат првиот чекор и каде да се обратат. Сите оние кои што би сакале да бидат наши нови членови на комората, слободно може да се обратат во својата регионална комора, односно во комората во својот град, да посетат некоја додатна едукација, некоја обука, некој курс за сето тоа, да се здобијат со државно признати сертификати, нормално да си отворат своја дејност каде што ќе можат да си промовираат некои нови своји производи и идеи. Елена, ви благодарам за одвоеното време и за тоа што можевме да споделиме информации до пошироката јавност за есенскиот базар во Рамстормол. Ние како медиум ќе продолжиме да ги следиме активностите и работата на занаечиската комора и секако да ги поддржуваме сите локални занаечи и производители. Ви благодарам и на вас. Јас секогаш најавувам дека заедно со вашата телевизија секогаш први промовираме нешто ново и интересно, така да се надевам дека и во иднина ќе имаме ваква убава и плодна сработка. Ќе ни биде задоволство, како и секогаш. И еве со овие информации полека ќе го заокружиме утринското јавување во живо од терен, во случајов од Рамстормол, уште еднаш поканувајќи ве во тек на денот или до недела да прошетате и да го посетите есенскиот базар. Не заборавајте дека кога купувате локални македонски производи, во исто време ги поддржувате локалните занаечи и производители, артисани, поддржувате нашата локална економија и се разбира ја поддржувате нашата земја и нашиот идентитет. Есента е годишно време кој изобилува со прекрасни бои и вкусови, па токму затоа треба да уживаме во неа, а еден од начините да се ужива во ова годишно време се секако и есенските базари. Поздрав од нас тука, ние остануваме да пробаме од вкусниот мед и да ги разгледаме штандовите, а сите што имате време се надевам дека во тек на денот ќе прошетате од тука. Одлична покана. Многу ти благодарам, драга Ирена. Поздрав и до твојата соговорничка Јелена.